Македонија ја задеси тешка сообраќајна несреќа. Гостин во вестите на еден телевизија е директорот на градската општа болница 8 септември доктор Кристијан Костов, кој ќе информира јавноста за последната состојба на повредените сместени во оваа институција. Добар ден, докторе. Каква е состојбата на повредените што се сместени во вашата институција? Така, значи од вчерашната сообраќајна незгода што се случи на патниот правец Скопје-Тетово, во текот на вчерашниот ден и ноќ беа примени околу 37 повредени. Од нив, за жал, 6 починаа, другите 31 беа згрижени во болницата, значи едниот пациент е полесно повреден и е пуштен на домашно лекување, и еден е префален на клиниката за торакална хирургија во клиничкиот центар. Другите 29 повредени се згрижени во болницата, во траума одделот. Од нив 4 се во оддело за интензивно лекување, значи се во потешка здравствена состојба и се на механичка вентилација, меѓутоа се во стабилна состојба. И во текот на утринските часови дојде до влошување на состојбата на една пациентка, нагло паѓање на крвната слика и тензија, и беше индицирана итна операција. Значи, интервенцијата е извршена од страна на абдоминалните хирурзи и најдено е повреда на мекоткивен орган, значи повреда на слезинката, направена е спленектомија, односно вадење на слезинката. Истата пациентка сега е во стабилна состојба, меѓутоа нејзината состојба, значи, се следи секој момент. Сакам да изразам една огромна благодарност на сите вработени во болницата 8 септември за пожртвуваноста и на целиот медицински персонал кој што се појавија на своите работни места во текот на синоќешните и утринските часови. Докторе, тоа беше и моето второ прашање. Дали болницата има доволно простор и доволен број на вработени за да се справат со ваква тешка ситуација? Така. Значи, болницата има голем капацитет и во моментот значи се користи целиот можен капацитет во болницата, значи како просторно, така и соодветно стручен медицински персонал, и пациентите кои што се згрижени ќе ги добијат максимумот што се може за максималната здравствена заштита. Значи се што е потребно од дијагностицирање па се до третман, односно оперативни интервенции, болницата е во комплетен состав и овозможува секој вид на интервенција. Секако сме во комуникација со клиничкиот центар. Имаме директна комуникација преку Министерство за здравство. Во колку нешто имаме потреба, некое така супер мислење, имаме комуникација, доаѓа по нека визитинг доктор во колку има потреба. Меѓутоа, сега за сега функционираме така добро, безпрекорно. Сите се пациенти, останатите добри, сместени се во траума одделот, условите се сосем добри, сите диагностички процедури се спроведени и мислам дека се е под контрола. Докторе, и моето последно прашање, дали ги информиравте роднините на сите оние пациенти што се сместени во вашата болница? Така, значи вчерашниот ден, во моментот на приемот на пациентите имаше, немаше точни информации за лицата кои како, точни идентификација, меѓутоа брзо ги добивме имињата и презимињата и јавно се беа огласени за кои лица повредени станува збор. Исто така малце траеше идентификацијата на починатите лица. Меѓутоа до раните утрински часови точно се знаеше кои се со име и презиме, кои се починати лица. Фамилиите се добро информирани.
Мислам дека може да ги посетат повредените. Има некои, да кажеме, некои така правило на движење, нели, во оваа зона кај што лежат. И мислам дека сега за сега немаме некои поголеми проблеми. Ви благодарам на разговорот, директоре.